Армиските сили континуирано се по должината на Македонија, граничната линија на северната граница, 2001 година. за зачувување на стабилноста и Војната територијалниот интегритет веќе на беше на Република прагот. Македонија. Состојбата На северната граница, 24 часа, но тегобна овој неизвестност. капацитетите на пограничните Можноста воената криза од Косово да се префрли во Македонија веќе беше реалност. Само политичкото раководство остануваше слепо на фактите што разузнавачите на армијата и државната безбедност секојдневно ги нудеа од теренот. А таму, на северниот и северозападниот појас, длабоко во територијата на Македонија, веќе беа вкопани и подготвени за пролетна офанзива албанските сепаратистички и редентистички бригади. Историските наследници на некогашните фашистички миленици, балистите, сега со нови покровители го чекаа знакот за напад. Го чекаа повикот за, како што велеше нивната пропаганда, ослободување на албанските територии од униформата на славомакедонскиот окупатор. И почна офанзива на пограничното Танушевци. Паднаа и првите жртви. Ангажиран беше целиот расположлив борбен потенцијал. Распука Шарпланина. Се отвори Тетовскиот фронт. Директно на Пушконет. Дење ноќе беше загрозено Тетово и селата од Долни и Горни Полог. Почна и екзодусот на македонското население. Напуштање на пеплосаните куќи, гасење на вековните огништа и пребег во Скопје. Подолги позициони препукувања. Конечно, здружена операција на армијата и полицијата. Освоено е Тетовското кале. Ослободени беа и исчистени од присуството на УЧК шарпланинските села Шипковица, Гајре, Вејце, Селце. Зад наивните и навидум невини погледи на напуштените старци се кријат огромни арсенали на оружје, муниција, опрема, лекови, храна. А нивните синови, разбегани по непрегледните предели на шара и оттаму кон нивниот матичен заштитник Косово. Некои останале под овие свежи гробови. Пукна и во Кумановско. Се отвори Кумановскиот фронт. Македонските и српските семејства веднаш ги напуштија Кумановско-Липковските села. Дел од албанското население беше ослободено од заложништво, беше ослободено од опасноста да биде колатерална штета, ослободено од присилата да служи, да даде ден член од семејството под оружје или да плати висока цена од тешко заработениот земјоделски денар. Дел пак остана верно да им служи на самонаречените ослободители и провокативно да се подметне како жив цивилен штит. Et veulent nous présenter ce qu'ils considèrent comme un trophée de guerre.
24. maj 2001. Na Sveti Kiril i Metodi, Den Spasovden. И повторно ангажман на Здружените безбедносни сили на армијата и полицијата со нивната овој пат бројна резерва. Со прецизно испланирани и изведени действија започнува голема операција на вооружените сили на Република Македонија. Па така во низ беа ослободени селата Ваксинце, Оризари, Слупчане, Опаје, Матејче. Се стега обрачот и околу Скопје. Терористите го запоседнуваат Арачиново. Македонците до ден денешен се немаат вратено во своето родно село. 23. јуни 2001 година. Со артилериска подготовка и воздушна подршка почнува битката за Рачиново. Први влегуваат специјалните антитерористички единици Волци и Тигри. Болниците се полнат со загинати и голем број ранети војници и полицајци. Веќе трет ден се водат блиски борби. Се освојува куќа по куќа. Арачиново беше во целосен обрач и мораше да падне. Но до тоа не дојде. По наредба на врховниот командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштија Рачиново и заминаа некаде на други задачи. Се случи масовен излив на гневот кај бранителите и народот, посебно кај резервистите кои сигурно го држеа селото во обрач, а терористите на нишан. Политичката одлука ја жигоса како предавничка и жестоко реагираа. Долго во ноќта се слушаа предупредувачки рафали пред собранието. Арачиново од 2001-та нема да се памети како срамен пораз на македонската армија и полиција, туку ќе се памети како срамен пораз на македонските политичари. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите. и првата ќе се памети и по крвавите терористички заседи. Најкрвавата меѓу нив 28 април Вејце. Масакрирани и живи запалени, во тешки маки загинуваат 4 армиски и 4 припадници на посебната полициска единица од Битола. 8 август заседа Карпалак. Поголема грешка и вина на армискиот команден кадар и необезбедувањето на конвојот загинуваат 10 армиски резервисти од Прилеп. 10 август заседа Љуботенски Бачила. Загинуваат 8 припадници на армијата. 11 ноември Требош. При обезбедување на судското ископување на масовната гробница за откривање на тајната за 12 исчезнати цивили, во заседа загинуваат 3 полицајци. 2001-та
završi so 70 zaginati i okolo 400 raneti pripadnici na bezbednostните сили. И многу беше палаво дете. Брзо, енергично, како да ви речам, во едно место не можеше да седи. Еве пример да ви кажам, бевме во Грција, јас и Шурата, мислам вујко му на Маријан, и со се фамилии бевме. И бевме 76-та во јуни месец. И детето си плива, почна, јас го учев да пливам, оти јас сум голем пливач и го учев да пливам. И го научив на 2 години. Едно време браној големи имаше и одеднаш детето се фрле во тие бранојте, во бранојте се фрле и го снема. Излезе после. После известно време, ете го, И сега, за да не ни бега така, затоа што беше многу брз, експлозивен, како да речем, вујко му го зеде за сунчени столо, го зеде и го врза со фортон, за да не седи. Ама тој пак ќе си најдеше модус и ќе се одврзеше и пак ќе се пикнеше. Тоа беше, како да ви речем, и атракција на плажата. Таму сите се чуде како дете ова. И тоа ви велам дека толку беше, имаше енергија, преполна, многу голема енергија имаше во себе. Бевме еднаш на викендичка, имаме една викендичка, онаму кај Ивањевци, во село Ивањевци. И ние работевме нешто таму околу лозијето со татко ми и со мајка ми, жената, тој да ти го земи то фичото, запали и почна да го вози према то другото село подино. И жената свика, бе, шо прави овој, бе, види, бе, Жика скокни, јас скокнав таму, тој му угасна, на една височинка, вака му угасна, го остави така и избега, и почна да бега. А му правам, не бегај, бе, море, ќе дојдиш пак дома. Кога заврши 8 оделение, му беше мерак да оди во војно училиште. И дадовме документи, ова, се што требаше, и го пуштивме во Сарајево. После 2,5 години си дојде тука. И да ви кажам едно путешествие, сакав пак во војно училиште, тука во Ама, во Македонија, 91 година, веќе си ојде од 92 си ојде овие, JNA си ојде, немаше кај да оди. Ко си дојде, не ќеше таму да остани, нормално. И во полиција. Тогаш беше Мијалков ги бараше сите што си дојдеа од војните лица во полиција. Оти сакаше да прави, мисли, чини, не ме фаќате за зборо, од 12.000 полицајци сакаше да има тој. Во 4-та година играше за училиштето, еве тука можем да ви го покажам, овде. По завршувањето на работа дојде во Битола. И прво беше приправник, нормално, како што знаете, приправник, после кладоја Кременица. Тоа е кај грчка граница, ама лево, едно место, таму имаше полицијска станица. И таму работеше до 95 година. 1995 година. Потоа се го префрлија на граничен премин, Меджитлија. Таму работеше до кобната 2001 година. За нас, а и за него. До 2001 година. И беше прво во Танушевци, дојде, беше замрзнат. И јас зедов
народна медицина за што побрзо да оздрави Сало со сода бикарбона го мачка во 15 дена. И се опорави детето. Сам си го прекрате болувањето. Во недела навечер Свети Тома беше, баш тој дедо му се викаше Томе, од кај него замина за предвнатрешни да се береа таму. Ги зедоа со автобусите и ги однесоа. Тргна во 17 часот патролата како и нормално. Првото возило, како и ние како одевме патрол, првото возило беше одговорниот на волците, значи, заедно со три припадници, тоест на волците, второто возило беше наше, третото беше исто Хамет на волците и последното наше. Еден од колегите во 17:45 прими позив од Илче, како биле нападнати на меѓу селата Селци и Вејце. И ојдов на меч, на бокс меч. Догледав, ама таму не ми беше убаво. Во главата, во телото. А чувствував нешто се случува со мене. Ја активирав единицата за неполни, значи 5 минути бевме спремни за тргнување. Волците во истиот момент кога ние излеговме надвор, тие веќе заминаа, да речем, пред нас. Рекол, ќе се случи нешто, може и да паднам, да, онака. И таму баш на игралиште, ова на трибините, и загинав на очарите и на мајка ми му изведов едно крштениче, требаше да му го однесам. И то ми падна долу, не знам. На местото на настано, заедно стигнавме со специјалната единица Тигри. Заедно се упативме према местото. Наеднаш луѓето како да ме гледаја сите, шо е? И рекол, шо ме гледаат овие? Да не имам облечено блуза од нопаку, не знам, некако да видиш како. Продолживме понатаму, баравме ранети колеги да му кажеме помош, да му поможиме што можеме. Да речем, дојдовме тука, се движевме полека, влеговме веќе во длабината кај што беа возилата. Првата гледка на возилата беше страшна, затоа што возилата се уште гореја. И реков, што може да биде? И седнав и си играм. А тие сите да ти знаеле, дека таму што беа, сите знаеа, после ми кажа, ние сите знаевме, ама не можевме да ти кажеме. Тешко, не знам, многу тешко во тие моменти ми беше, пошто во тие моменти добивав од тогашниот началник Христо Травковски и Станко, началник на униформа беше, да ви кажам имињата. Се движев полека стигнав негде до второто возило, значи тука кај што се наоѓаше сега починат Илче од село Породин, беше некако под Хамерот влезен, да речем така, само нозете му се гледа. Го истргав напред, кога видов дека овде голем дел од овој дел му фали. Во тој момент ми дојде доста нево, дори сповратив. Се двомев кај да иставам прстите да му проверам дали пулсо се уште му работи, не му работи. Видов дека е мртв. Застанав тука, не може се уште да се совземам, тешко ми беше да речам, тогаш почна се ми чуга многу силно. Се префрлив од другата страна, кога ојдов да ги видам, тројцата, значи, собрани, запалени горат. Двајцата беа многу близко, третиот беше така настрана, цели изгоре, значи ништо не се познаваа, ни лица, ни ништо, све гореше. На едниот колега знам, после не знаев што да правам. Дотрчав, баравме против пожарен апарат. Страшна миризба, гнасна миризба, неубо, не можам да ви кажам, тие беа сите запалени, а овие волците ги провервав, мисло дали се живи или не се, сите беа тропчкани во главите, измасакрирани, дупени. Страшна слика, не можам да кажам. Сега што правеа таму? Правеа
Затоа што невидиме масакр беше во тоа вејце. Дали можам јас да го познам син кој беше 100 кила, 195 висок, 190 висок, да го познам. Ова му направија тие што се бореа за правда. И морав да ги товарам другарите, пошто веќе фати мрак. Веќе готов беше чинот со колегите, знаеме дека се мртви. Сега проблемот беше веќе фати мрак. Во 8:10, негде 8:15 часот, знаев дека имам уште 4 колеги. Не можев да ги препознам, вистина знаев кои 8 души се одени патрулама, кои 4 се овие, така некако по, да речем, по големината на телото, пошто беше изгорено, испечено, не можевме да ги познаеме. Знам дека, реков, се ќе направам, ако треба на раце ќе ги носам, нема да ги оставам да ги јадат животните. Тешко беше да се товарат. Колегите паѓаја како снопај. Дојди, види ги од напах, дојди, види ги од напах. Во кревањето ни се откачи ногата на едни од колеги. Овде и пипците, вервајте, од прстите, овие сите ми беа изгорени. Пошто, како што фаќав месото, ти се пика, влегува натре, то чудо, не знам да ви кажам, овде нема возет. Ги кренавме, тешко беше кој да ги вози. Ги убедив некако колегите, ги мотивирав во тој момент колку може да ги мотивираш, што меѓутоа мора некој да ги вози. Ако треба, еве јас ќе застанам, но не можам трите возила да ги возам. Сакам да ви кажам дека многу тешко. Се договоривме со Бранко Трнав. Во тој момент реков, чекај сега го изгубив овие 4 колеги. Дај да видам што се случува со овие 4 колеги. Од кој еден ми е комшија, да речем, живеј во последната лада, што управуваше, живеј над мене 2-3 спрата. Овде во истиот влез, како ти се одам дома? Го чекавме тој Сандако цела вечер и утре вечер, дури утре вечер та дојде. Тешко не беше да пакуваме ранците, торбите на колегите што почина, многу тешки моменти, да не речем најтешки во мојот живот до сега. Кога дојсва тука, народ се собра, скоро цела Битола дојде. И го погребавме. Младо дете, 27 години, таман живото беше пред него, ќе се женеше за 2-3 месеци во август месец, мислевме така да се ожени и ништо, и не знам, и сега и без внуци и без се останал. И, не знам, веќе ни остана само сега да тагуваме. Се е празно. Празно без него. Ама, ете, со тоа ќе живееме до крај на животот, дека го нема.
многу ни недостига. Да ни ги кажете, сторителите и нарачателите на ова гнасно дело. Тоа сакаме да знаеме. Болката е голема кај нас е. Ама макар да знаеме кој се, шо се. И сите некако не избегнуваат. Се ова што се направи, се политичарите го направи. По моје мнение, политичарите. Само да дојдат до некоја власт, да што велиме ние жграбнат, што ќе жграбнат, и после ги снемува. Ама ти, ако си човек од мајка роден, ќе бидиш доследен на тие работи што ќе ги работиш, или ако си, например, председател, ќе гледаш за народот, брат, за народот, да биде народот да ти биде задоволен. Или кој ќе дојде тука на фанфари овие политичарите, сите трчаја, јас никош нема дојдам. Ни за стану, ни за ништо, јас не одам. Не одам да му кревам на некој рейтинг. Не одам, бре, не одам, затоа што тие до ова не дојсоја. Таа Македонија, таа и семејствата на наши. Тие истите политичарите, никој друг. Обичниот народ, да речем резиме едно, обичниот народ сака да работи, сака да стопанистува, да има парче леб за јадење и тие работи. Не го интересира кој е ова, ама овие запнаја, вака, овие онака, и затоа се губиме од тие, ако ги слушаме. И тоа. А една група на луѓе што може и се уште задоени со тие работи, со патриотизмом, со она, да се брани. Едноставно, од мало дете си задоен со тоа дека треба ова држава да се брани. Ама го скршија морало кај луѓето во Македонија, и да го изгориш човек и да не одговараш, а ваму Тарчуловски и Бошковски си го бранеа народот, и ти е нормално. А тие не направа вакво зло дело, за да му се суди. А на овие што го направи ова, не му се суди. Кај Европска таа Унија или Меѓународен суд за човечки права, кај се тие, да дојдат да видат, само за Вејце се ќути, а мене тоа ме иритира многу, затоа што Вејце најголема сакр во последни од војната, од 45-та година, мислам, до сега е направен баш овде во Вејце. Достоинството ни го со тоа што не можам јас, Македонија, ако е Македонија и во Тетово, Македонија и во Штип, и во таму, кај што сакам јас, и кога сакам јас, да можам да одам. Да видиме децата кај што загинаа. Нашите бранители. И по сите маки од 2001 до ден денешен, како врвна иронија, доаѓа пресудата на Врховниот суд од 2006 година, со која семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили, како и ранетите припадници, кои со пресуди на основните и апелационите судови добиле обештетување, на име незаконско збогатување, парите ќе треба да ги вратат. Да се вратат парите за загинат син, за вечната ожалостеност и тага. Да се вратат парите за загинат сопруг, за прерано изгубената љубов, за кревко детство без татко. Да се вратат парите за раните што сега повеќе печат. Тоа е пресуда на судскиот совет. Нечуена и невидена никаде во светот. Не знам како да ви речем, за некој државата е мајка, за некој маќеха, маштеја. Голема грешка ќе биде ако се изедначат
нападјачите и бранителите. Ти немаш ти во ист кош да ги клаваш тие што ја нападнаа, што го рушија, сакаат да го срушат систем. А овие го бранеа системот и да ви кажам, не знам, веќе не можам поќе ни да размислувам, затоа што од многу души сме разочарани и секаде кај што одиме, се нешто со тортури, мораш да го молиш за ова, за она, па никаде достоинство, бре. Не знам, повеќе не знам ни што да речам, затоа што од политичарите ова го добивме ние. Што не требаше да го добијаме, затоа што децата беа послушни и нив ги слушаја, всушност, нив ги слушаја, тие политичарите. И заради нив загинаа и сега ти го врти, сите ни го вртат грбо. А е било, то поминало. За нас не било. Не е поминало за нас, уште не е поминало. Ама да не ги заборават. Да не ги заборават тие што загинаа, тие ранетите што останаа и тие сите одат секаде по институциите, барат ова, барат она, дојди утре, дојди овде, дојди не можеме денес, не е тука, дојди после 2-3 сата. Срамота ова што го прават луѓе. Луѓе, јас веќе нема, дури не му прекипи на овој народ. Кој народ, се знае кој народ, тие што се пропатени, што изгубија, што изгореа. Војната од 2001-та веќе со години е зад нас. Полека ја брише заборавот. Забораваат оние кои под превезот на удобниот и лесен живот им се препуштиле на земските задоволства. Забораваат и оние кои под спрегите на сиромаштијата мачат со секојдневието. 2001-та сигурно најмногу сакаа да ја заборават оние со нечиста совест. Но дали треба да се заборави? Дали треба да се заборават загинатите, ранетите, психички трауматизираните борци и сите оние кои ја бранеа државата, ги бранеа и вашите домови и вашите деца? Дали треба да се заборави 2001-та, барем како историска ука и поука, оти тој што не почитува народно искуство и не влече историски поуки, самиот се предодредил за преповторување на старите и правење нови и нови грешки. А некои сеачи на магла пак ќе ви речат: не гледајте во минатото, гледајте во иднината. Ова и беше само еден наш скромен документаристички придонес со мал поглед врз скорешното минато, за побистар и попродорен поглед кон иднината.